И по завршувањето на последната ловна сезона, јавноста не слушна од ниту еден концесионер во регионот дека е организирана хајка или дека е отстрелан волк. Тоа значи дека ловечките здруженија или не организираат хајки за отстрел на штетен дивеч, или ако организираат, тоа го прават формално, колку да ги исполнат законските обврски. Дека оваа своевидна мерка за намалување на бројот на опасните предатори не се сваќа сериозно, зборуваат поплаките на одговорни во здруженијата кои се жалат дека не можат да соберат ловци ниту за отстрел на лисици заради контрола на евентуална појава на беснило. Од друга страна, сточарите трпат големи штети, како кај ситниот, така и кај крупниот добиток. Од време на време, особено во зимските месеци, одгледувачите на крави ќе се пожалат дека ловците им растргнале по некое теле. Меѓутоа, штетите се поголеми кај одгледувачите на овци и кози. Лично имав есента напад на волци, нападнаа ми во стадото. Осум кози ми удавија, а останатите мора да ги отуѓам, пошто имаше голема најазда на волци на самата паша. Штетата по правило е натоварна сопственикот, на кого му требаат една или повеќе години да ја надокнади загубата во стадото. Штета воопшто никој не ми е покривал и мислам и да барав, нема кој да ми ја надомести таа штета. И затоа мора да ги отуѓам коизите. Сега правам напори поново да оформам ново стадо. Меѓутоа размислувам баш. Моментално имам. Набавив 3 алпинки. Планирам нешто да ги множам. Дека волците опасно хараат во Соговието, зборува организирањето хајки во ловниот резерват Полаки, во кој во годините наназад е уништен броен висококвалитетен и трофеен дивеч. Од друга страна, расцепканоста на ловните терени и на концесионерите, нивната несоработка и парцијалното организирање хајки не ги дава посакуваните резултати, бидејќи и триот штетен дивеч лесно ги избегнува чеките и бега на сигурно.